Улиците во Западен брег се исполнети со гнев и фрустрација. По повеќе од 2 недели војна меѓу Израел и Хамас, многу палестинци велат дека бруталноста на конфликтот е се поблиску и тие го критикуваат председателот на палестинската управа Махмуд Абас, познат и како Абу Мазен. Абу Мазен не е способен да направи ништо. Тој нема способност да не заштити, да не брани. Тој е безпомошен. Нашата единствена надеж е влијанието на другите држави кон Израел. Отам Хасан е заменик градоначалник на Кусра, мало палестинско село на Западен брег. На 11 октомври местото било нападнато од еврејски доселеници кои живеат во областа. Според Палестинското министерство за здравство, загинале 4 лица. Од нападот на Хамас во Јужен Израел на 7 октомври, според различни извештаи, околу 100 палестинци се убиени на Западен брег од страна на израелските сили и еврејските доселеници. Како што насилството ескалира, повеќе луѓе овде повикуваат на конфронтацијски пристап наместо на преговорите што ги фаворизираше палестинската управа во последните децении. За многумина, Абас и палестинската управа немаа корист за палестинците, со тоа што зазедоа помалку наметлив став кон Израел. With more pressure on Palestinians, any group that is Со поголем притисок врз палестинците, секоја група што има за цел да се спротистави на Израел станува популарна. Не сум загрижен за популарноста на нашата партија, но јас сум загрижен дека светот не ја гледа важноста да се стави крај на конфликтот. Сейдам признава дека се зголемува притисокот врз палестинските власти со војната во Газа и ескалацијата на насилството на Западен брег. I think people are charged with emotion. Мислам дека се наполнети со емоции и кој да е на власт, народот од нив очекува да направи повеќе и ние секако правиме се што можеме од секој аспект, затоа што сакаме да го видиме крајот на непријателствата. Минатата недела стотици луѓе излегоа на улиците во Рамала во знак на протест против Абас и палестинската власт. So first of all, I think that the Palestinian Authority Пред се мислам дека палестинските власти и политичарите што тие ги имаат треба да почнат да размислуваат за нешто друго, бидејќи 30 годишните преговори не ни донесоа ништо. Како што расте поделбата на Западниот брег, се чини дека само една работа ги обединува палестинците кои се тука. Чувството дека најлошото допрва доаѓа.